Почитувам председателе, смирете се колешке, без нервоза, да ве прашам, поднесовте приговор? Ако сте го виделе тоа, не знам, во Државната изборна комисија требало да поднесете приговор? Ако не сте поднеле приговор, а сте го виделе тоа, значи вие сте директен соучесник во тоа. Така одат работите. Спомнавте многу поглавја. Еве, јас во однос на образованието ќе кажам дека само делумно можам да се сложам во тоа што вие го кажавте. Значи, во способноста да се превземат обврските за членството, оценети сме релативно добро ниво на подготвеност. Значи, тоа е формулацијата на Европската комисија за преземање на обврски во членството. Во континуитет, значи така велат, потребно е да се продолжи со унапредување на административните капацитети, но и со ефективното, соодветно, доследно спроведување на законските рамки. Според утврдената методологија за оценка на нивото на усогласеност за 2015 година, колешке, образование и култура е оценето со умерено ниво на подготвеност, значи оценка 3. Нормално не сме задоволни, ние треба да работиме многу повеќе, но колку и да се трудиме, колешке, пустошо што вие го оставивте, не можеме ние за 9 години владење да го опоравиме и образованието. Во однос на предучилишната возраст, во времето до 2006 година, само ќе ве подсетам, нивото беше под 9%, а сега, колешке, е над 35%. Ке се согласите дека тука има разлика. И се спомнавте, почитувана колешке, но никако да кажете, не ги спомнавте медиумите, затоа што препораката е условена. Значи, договорот од Пржино треба доследно да биде спроведен и треба да се спроведат избори. И велите, сме го набркале народот. Па 4 дена вашиот лидер, пустош прави низ Македонија, објавува војна на се можно. На новинарите, на пензионерите, на банките. На банките вашиот лидер објави војна. На 5 најголеми медиуми објави војна. Кој кого сели? Кој на кого се заканува? Кој е диктаторче сега? Кој? Ај, одговорете.